Најпрво сакам да ви се заблагодарам што ми е денес присутна тука со нашата делегација во Атина. Денес е одлична можност за состаноци помеѓу лидерите на Европската Унија, председателката на Европската комисија, председателот на Европскиот совет се тука, како и лидерите на земјите од Западен Балкан, заедно со премиерите и председателите на земјите членки на Европската Унија од нашиот регион. Ова е одлична можност на која што остварив билатерални средби, прво со председателката на Европската комисија, фон дер Лејен, на која што разговаравме неколку важни теми. Првата тема е секако уставните измени, кои што веќе се наоѓаат во собраниска процедура во нашата држава и за кои што изразивме и двајцата задоволство што процесот започна успешно и се надевам дека исто како што и Европската Унија се надева дека во нашето собрание ќе има визија и ќе има храброст претениците да донесат една важна одлука која што се однесува на продолжување на европската интеграција на Северна Македонија во Европската Унија. Втората важна тема исто така беше дека разговаравме и за планот за развој за Западен Балкан. Знаете дека се работи за план кој што беше промовиран лично од председателката на Европската комисија, а потоа и во детали разговаран во Тирана, заедно со комесарот за проширување, господинот Вархеи, и кој што се однесува на зголемување на финансиските средства за финансирање на регионални проекти во земјите од Западен Балкан, зголемување на соработката, преца на економската соработка помеѓу земјите и секако забрзување на процесот на интеграција на сите земји во Европската Унија. И тоа е нешто на што работиме во моментов, меѓутоа ќе следуваат и состаноци и нејзина посета и во нашата држава, како и моја посета во Брисел, токму на ова и на претходните теми. Имам состанок и со председателката на Молдавија, која што средба беше побарана од нејзина страна, со оглед на тоа дека Молдавија се подготвува за се поизвестниот почеток на преговори со Европската Унија, кој што ние го поддржуваме. И знаејќи дека Северна Македонија веќе има изградено сериозни капацитети во делот на европските интеграции, во делот на користењето на ИПА фондовите, во делот на користењето на ИПАРД фондовите, усогласувањето на законодавството со Европската Унија, ние сме една од земјите со кои што таа сакаше да поразговара во поглед на воспоставување на капацитети во Молдавија за што поподготвени да го дочекаат почетокот на нивниот процес. На вечерата која што е организирана токму во насока на одбележување на 20 години од Солунската декларација, исто така разговаравме и за поддршката на Украина како регион, бидејќи сите држави од регионот недвосмислено ја поддржуваат Украина во борбата за одржувањето на нејзината независност и самоопределување на украинскиот народ. Меѓутоа исто така уште еднаш се реафирмираше и потребата за проширување на Европската Унија со сите земји од регионот. Јас тука би сакал да истакнам уште една многу важна работа, а тоа е она што кај нас во моментов го имаме како тема број 1, а тоа е продолжување на европската интеграција, прво преку изгласување на уставните измени во собранието, а потоа и отворањето на кластерите, поглавјата, затворање на кластерите и поглавјата, реформирање на нашето општество и зачленување на земјата до 2030 година во Европската Унија. И гледате дека кај нас има се уште политичари, како што имаше и во минатото, во однос на тоа дека не треба да се носи таква одлука и дека требало да се чека. Па дури и лидерот на опозицијата ќе изјави дека тој е спремен да чека и 10, и 20 и така натаму години. Најдобра потврда како изгледа чекање и седење во чекална е токму овој состанок овде. Бидејќи Солунскиот состанок се одржа пред точно 20 години. На Солунскиот состанок пред 20 години дел од Западен Балкан беше Хрватска. Тој беше самит Европска Унија со Западен Балкан
а во Западен Балкан беше и Хрватска. Ние со Хрватска заедно ја започнавме за членувањето, пристапувањето кон Европската Унија во 2006 година. Денес Хрватска е членка на Европската Унија, членка на Шенген и земја во која што платежно средство е еврото. А ние се уште имаме политичари кои што велат дека треба да се чека. Пред 20 години представници на Македонија овде беа Бранко Црвенковски и сега веќе покојната Илинка Митрева. И ова е најдобро место од каде што треба да се испрати порака дека неносењето на одлуки, немањето храброст и немањето одлучност нема да ја помрдне земјата ниту 1 милиметар. Така како што Хрватска веќе стана земја членка на Европската Унија, доколку не носиме одлуки и доколку имаме политичари кои што велат да се чека, тогаш ќе се случи и Хрватска, и Црна Гора, и Албанија да отидат пред нас и на крај единствено ќе останеме во друштвото на Босна и Херцеговина и Косово. Северна Македонија не смее да остане во друштво на Босна и Херцеговина и на Косово. Тоа се држави кои што имаат проблеми во дефинирањето на државите се уште и нашите деца не заслужуваат нивната држава да биде во тоа друштво во поглед на европските интеграции. И затоа подлуките ни се потребни сега заради иднината и на сегашните и на идните генерации. Меѓутоа, како што се чини, опозицијата нема да ги гласа уставните измени. Постои ли план Б? Први, истата таа опозиција беше и против одлуките во однос на зачленувањето во НАТО. И ние денес гледаме колку беа значајни одлуките кои што се донесоа за зачленувањето во НАТО. Благодарение на тие одлуки, Северна Македонија е членка на најголемиот одбранбен воен сојуз во светот, и тоа особено се гледа во услови кога во Европа има војна. Па и ако ги погледнеме економските ефекти од зачленувањето во НАТО, ние имаме минатата година најкризна година, највисоко ниво на странски директни инвестиции. Имаме највисок пораст на просечната плата, највисок пораст на минималната плата, највисок пораст 26% на пензиите во само 1,5 година. Тоа е се резултат на еден стабилен политички и безбедносен амбиент во државата, кој што овозможува на инвеститорите да ја препознаат Северна Македонија како место за нивните инвестиции. Што значи зачленувањето во Европската Унија? Ако ги погледнете државите кои се зачлениле во Европската Унија, во првите 5 години од зачленувањето, кај нив платите се зголемуваат од 70 до 100%. Бруто домашниот производ расне во висини во износи од 80 до 90% зголемување. Се зголемува бројот на работни места. За 30 до 40% се зголемува бројот на малите и средните предпријатија во тие држави. Тоа се економски бенефити. Европската Унија е создадена како европска економска заедница. И тоа го заслужуваат и нашите граѓани и нашите компании. Тие не заслужуваат чекање постојано. Чекањето видовме како изгледаше. 11 години чекавме, наместо да го решиме спорот со Грција, ние го одлагавме и на крај беше решен со полошо решение од тоа што можеше да биде решен во 2008 година. И сега не е различно. Ние имаме јасна преговарачка рамка со заштитен македонски јазик, заштитен македонски идентитет, со билатералните прашања надвор од критериумите за пристапување во Европската Унија. Веќе се привршува и скринингот во најголемиот дел од поглавјата, извештаите веќе се подготвуваат, и на државата и останува на политичкото водство и на сите други актери во општеството да се направат потребните реформи со кои што државата ќе стане најдоброто место за живење за македонските граѓани. Македонските граѓани докажаа и покажаа дека сакаат да живеат во Европска Унија. Меѓутоа, тие сакаат да живеат во Европска Унија, Северна Македонија, својата родна земја, а не да купуваат пасоши од туѓи држави и со тие пасоши да одат да работат во Германија, во Италија и во Франција само заради тоа што тие држави се членки на Европската Унија.